По дефиниција, библиотеките се простор каде што се чуваат книги, но ова е краткиот опис на важноста и значењето на библиотеките. Библиотеките се значајни за културата, за историјата, за традицијата, за образованието, за развојот на науката. Денес во ова издание на Приказна ќе зборуваме за библиотеките. Многу градови спроведуваат различни активности, од фестивали до различни настани со кои што го поттикнуваат библиотекарството, неговото значење и љубовта кон книгите. Денес со Приказна ќе споделиме дел од нив. Во светот постојат стотици илјади библиотеки, јавни, домашни, универзитетски, училишни, црковни, национални и други. Точниот број е невозможно да се утврди. Според податоците се чини дека најмногу јавни библиотеки има во Кина, Русија и во Индија. Особено голема важноста да се подигне свеста за значењето на библиотеките. Библиотеките го немаат истото значење што го имале во минатиот век, кога книгите и телевизијата биле единствениот медиум со кој што луѓето се соочувале. Најстарата библиотека во светот се наоѓа во Египет. Тоа е библиотеката на манастирот Света Катарина на Синајската гора. Изградена е во првата половина на 6 век, а ја поседува втората најголема збирка на верски списи и други црковни документи на светот, веднаш по Ватиканската библиотека. Оваа библиотека не е отворена за јавност, достапна исклучиво за монасите и истражувачите што имаат одобрение од монасите. Во Ватикан се наоѓа и една од најстарите и најбогатите библиотеки во светот. На овие полици се чува и најбогато опремената Библија во светот, која е украсена со минијатури во чија изработка се потрошени 1,5 килограми злато. Сместена е во срцето на Ватикан зад куполата на катедралата Свети Петар. Тука се сместени повеќе од 1,5 милиони печатени книги, 150.000 ракописи, бројни инкунабули, потоа гравури и мапи, илјадници златници и медаљи. Библиотеката како куриозитет содржи и 25.000 автограми. Свети Климент Охридски во Охрид ја формирал првата манастирска библиотека во манастирот Свети Пантелеймон, со што станал основоположник на библиотекарството на овие простори. Бројните средновековни манастирски библиотеки во Македонија, за чии фондови постојат материјални сведоштва, ги продолжиле библиотекарските традиции и ги чувале верските книжевни дела. За манастирските библиотеки во Македонија малку се знае, најмногу од разни забелешки на патописци. Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје е формирана во времето додека уште трае Втората светска војна со одлука на АСНО на 23 ноември 1944 година. Незиниот патрон Свети Климент Охридски, би сакала да објаснам зашто сме го дадено тоа име баш да го носи нашата библиотека национална, е заради тоа што он е основоположник на библиотекарството во Македонија и ја има отворено првата манастирска библиотека во Свети Пантелеймон во Охрид. Од средината на 19 век овие манастири ги посетувал преродбенскиот учител и писател Јордан Хаџи Константинов Џинот. Тој кажува дека во манастирот Свети Климент имало многу книги, една полна соба. Бројните средновековни манастирски библиотеки во Македонија, за чии фондови постојат материјални сведоштва, ги продолжиле библиотекарските традиции и ги чувале верските книжевни дела. Појавата на световното библиотекарство во почетокот на 19 век, манифестирано преку првите приватни збирки на книги, училишните и јавните читалишта, го следи континуитетот на традицијата за собирање и чување на книгата, преку која се шири образованието, се развива и се негува сознанието за македонското национално битие. Најстара јавна библиотека на светот е Националната библиотека на Франција во Париз. Со работа почнала во 1368 година и се наоѓа во Лувар. За 650 години од своето постоење, библиотеката повеќе пати ја менувала својата локација, бидејќи бил потребен поголем простор поради зголемувањето на обемот на делата. Мелвил Дјуи го измислил децималниот систем на класификација на книгите. Овој систем Дјуи го изработил пред речиси 150 години, но и денес се користи за класификација на книгите во библиотеките. Би сакала да почнеме со важноста на библиотеките во поглед на историјата и културата на насад.
Па библиотеките од секој пат имале исклучително значење во општеството, почнувајќи од пред нашата ера, се она што е оставено во пишан извор, пишан материјал, се обидувале луѓето на некој начин да го зачуваат. Библиотеките како такви се многу интересни институции, бидејќи сето она што е најмудрото собрано од и напишано и ставено на хартија од човечковата мисла, го чуваат од силите на заборавот. Почнувајќи од пред нашата ера со најпознатата можеби библиотека, Александриската библиотека, па идејќи на наше тло, почнувајќи со нашиот патрон Свети Климент Охридски, кој што е заштитник на библиотекарите и еден од првите кој што е оформил и библиотеки, такви наречени скрипторски центри и првиот факултет многу пред Болонскиот факултет. Тие се институции кои што ако убаво човек размисли, се во самиот врв на хиерархијата и на општеството и на оние институции кои што се од областта на духовноста и на културата. Зошто е важно библиотекарството и библиотеките за развојот на писменоста и за развојот на научната дејност? Па тоа е многу битно за да се зачува културниот идентитет на една нација. Сите оние пишани документи, пишани архивски материјали, пишани печатени списанија, се дел од една историја на која што можеме да се повикуваме, од која што можеме да учиме. Сета она странска литература, преку неа пак го запознаваме другиот, научуваме нешто за другиот, научуваме да бидеме потолерантни, научуваме со еден накратко кажано да бидеме подобри. Библиотеката е, ќе ви кажам мал податок, е оформена Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, е оформена 23 ноември 1944. Малтене уште војната не била завршена, некои луѓе имале сенс да оформат институција од тој тип, која што е пандани и да паралелно со македонската државност се развива и е ризница на се она што е најзначајно за Македонија и за македонскиот народ, нешто на што сме посебно горди и на кое што обрнуваме особено внимание. Кога го споменуваме ова, би сакала да напоменам дека и во нашава држава имаме неколку видови на библиотеки. Освен националната како јавна библиотека, имаме и библиотеки во рамките на самите училишта. Колку тие се значајни за... Па ние како најголема библиотека, универзитетската библиотека е матица на сите такви библиотеки, па и на оние институции кои што имаат библиотечен материјал, стручно кажано. Тие се значени за стварање на навика на младата генерација за читање. Книгата единствено се засакува од мали нозе и само така може да се продолжи на повозрасни години, да се прати сето она што е напишано, да се чита, да се истражува, да се сака едноставно пишаниот збор. Така да ние имаме, освен тоа што сме задолжени да образуваме и да формираме нови кадри, имаме и една благородна задача да ги младите генерации научиме да читаме. Во таа насока би сакала да споменеме каква ни е културата кон библиотекарството и воопшто кон читањето. Па јас не сакам да кажам дека не се чита, не сакам тоа да го употребувам, но секогаш велам дека може и подобро. Ние во тој склоп, освен што чуваме книги, ете од силите на заборавот, ние се трудиме во нашата институција да има манифестации и од различен карактер. Па така имаме промоции на книги, имаме концерти, имаме избор на најчитан автор, имаме изложби, имаме еден прекрасен настан кој што се одржа во крајот на април, тој е меѓународниот ден на светското право, денот кога починале Сервантес и Шекспир, кога секој посетител што ќе влезе во библиотеката му подаруваме една бела роза и една книга. Тоа е старокаталонски обичај на тоа да се прави во сите библиотеки на тој ден. Многу земи со цел да го поттикна читањето на книги и посетата кон библиотеките, прават различни активности, организираат одредени фестивали. Например, имаат хотели кои што еве во Белгија има хотел кој што е буквално библиотека. Да. Дали кај нас имаме, освен она што веќе го напоменавте, некои други настани со кои што ете на некој начин се поттикнува читањето на книгите? Па тие се претходно што ги набројав, има и останати, например, едно време избиравме најчитан автор.
па потоа го представувавме авторот. Имавме списание, свое списание. Во последниот период некако сме ангажирани повеќе да ги продлабочиме или да ги обновиме или да создадеме нови соработки со институциите кои што се имаат допирна точка со библиотеката, како што се факултетите, како што се институциите кои што имаат тако да речеме библиотечен материјал со кој што можеме ние да го искоординираме. Постојано се случува нешто во библиотеката и во овие услови ние знаеме да организираме последното нешто што беше една преубава изложба по повод јубилеот на нашиот великан Блаже Конески, која беше мултимедијална и беше многу посетена. А инаку во минатото, она што би сакал да го нагласам и навистина се гордееме, словенските ракописи кои што ги имаме во нашата библиотека, се датираат од 13 до 19 век, беа на изложба во Брисел, беа во изложба на Ватикан, имавме скопска изложба која што, иако се одржа во јули, беше навистина посетена си покрај топлината и високите температури. Така да, верувате, јас во едно претходно интервју скоро пред некој ден кажав, библиотекарите се големи сонувачи и ако не верувате тоа, појелете во библиотека да се уверите. Ви благодарам, да, со задоволство. Би сакала да го споменеме и моментот на дигитализација, затоа што е важен со оглед на тоа дека живееме во ново време и во таа насока имате активности кои што се спроведуваат. Да, па тој е неизбежниот дел, бидејќи живееме во 21 век, век на техниката и ние неминовно мора да го прифатиме тоа како факт. Ние имаме и друга причина зашто ја работиме во овој период дигитализацијата, бидејќи одреден материјал што го поседува Националната универзитетска библиотека Светин Климент Охридски, се чува во посебни амбиентални услови за кои што е потребна одредена температура, одредена влажност во која што се чува, така да преку дигитализацијата не само што е побрзо достапна до читателот, него може да се продолжи на изениот век, а со тоа и да се сите оние кои што сакаат и да читаат, и да истражуваат, и да научат нешто повеќе, можат и од дома тоа да го направат. Иако ние повеќе сакаме да ни дојдат кај нас, бидејќи многу сакаме гости. За крај, баш тоа ќе го искористам за да го заокружиме нашиот разговор. Кои книги најчесто ги бараат еве младите? Па тоа е белетристиката и актуелните наслови. Најчесто е тоа и во оние периоди кога се сесиите, се нормално дека се учебниците, бидејќи ние сме депозитна библиотека, све што се печати на тлото на Македонија мора да стигне одреден примерок и во универзитетската библиотека. Имаме сите учебници, така да мешано е во различно за годишниот период, некогаш се учебниците, некогаш се романите. Кој е најмладиот читател кој што го има библиотеката? Имате ли таков податок? Ние имаме лимит од 16 години нагоре, но правиме исклучоци. Знаеме да примиме и основци и пред некоја година имаше едно дете, не можам да се сетам на името, беше основец и беше многу редовен читател. И му издадовме посебно, мислам, членска книжка. Училишните библиотеки се многу важни за запознавање на учениците со библиотекарството, бидејќи библиотекарството не е само изнајмување книги, туку тоа е и поблиско запознавање со работата на една библиотека. Затоа ние имаме и одлична соработка со овие училишни библиотеки. Имено еднаш годишно организираме надпревар на млади библиотекари, на ученици од повисоките оделенија, кои што се на еден начин обучувани од библиотекарот во училиштето за основните знања за библиотекарството и потоа доаѓаат во нашава библиотека каде што го организираме овој надпревар, ги покажуваат своите знања, ние ги оценуваме и според тоа кој има највисок број на бодови, понатаму оди на надпревар на државно ниво. Што значи овие училишни библиотеки ги насочуваат учениците во основните знаења на библиотекарството, за да можат да бидат упатени кога ќе станат корисници во нашите библиотеки, во универзитетските библиотеки, во националните библиотеки. Градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје за прв пат својата работа ја започнала на 15 ноември 1945 година.
Библиотеката, како библиотека, има неколку одели. Најпознат е оделот белетристика, каде што луѓето доаѓаат да се снабдат со слободна литература за читање и лектирите за средношколците. Потоа после детски одел, во кој што е детската литература со основните лектири и книгите за слободно читање, детските енциклопедии, сликовниците за најмалите. Оделот за научна литература, кој што најчесто е посетуван од студентите, од средношколците и секако од научните работници кои што имаат потреба од истражувачка литература. Имаме одел периодика, во кој што се наоѓаат денеска доаѓаат оние дневни весници и неделни списанија кои што се останати се уште се издаваат во нашата држава, меѓутоа располагаме со најстарите броеви на весниците Нова Македонија, Вечер, весникот Вардар, кој што е издаван во меѓувојната периодот. Друго имаме читални, потоа сме најпознати, бидејќи работа 24 часа. Процесот на дигитализација во градската библиотека Браќа Миладиновци е започнат пред некои 12 на години. Прво аматерски, сега веќе и професионално. Малце е тешко кога станува збор за дигитализирање на поновите изданија. Знаете, тука се косиме со законите за авторски права. Друг проблем е тоа што кај нас не е регулирано да издавачките куќи кога ги издаваат книгите во опечатено издание да ги издават и во електронска форма. Кај нас тоа се уште не е регулирано. Затоа ние сме насочени кон дигитализација на оној фонд кој што ние го водиме како стари и ретки книги. Пред се станува збор за книги од македонски автори кои што се издавани како први примеровци веднаш после завршувањето на Втората светска војна, па така имаме голем број на македонски автори кои што своите први изданија ги имат на македонски јазик во 45-та година печатено и наваму. Сега започнавме со процесот на дигитализација на ретки книги, стари книги, тоа значи книги кои што потекнуваат од 16 век, 17-18. Имаме богата колекција. Токму пред некој ден на нашата Facebook страна беше објавено за најстариот примерок на книга, кој што датира од 1566 година, тоа се Басните на Изоп. Сите овие книги се на отворен пристап, значи доколку дојдете на веб страната на библиотеката, има посебен дел за дигитална библиотека. Започнат е еден проект, многу интересен проект на дигитализирање на разгледници за градот Скопје во периодот пред земјотресот, после земјотресот, фотографии од тој период. Има дел од весниците кои што се постари примероци и секако не сме да се дадат на користење и нивната дигитализација започната, така да процесот постепено, значи споро, постепено, меѓутоа сигурно чекориме кон целосно дигитализирање на библиотечниот фонд. Библиотекарството во светот е многу чекори пред нас, вели Кочишка. Во однос започнувајќи од инфраструктура, значи од самите објекти, бидејќи во библиотеките објектите како надворешно, така и внатрешно сосема го менуваат својот изглед, бидејќи постои еден тренд на реинвентирање на библиотеките како места во кои што се случува не само издавање на книга, туку се случуваат голем број на културни настани, уметнички, образовни настани. Ние се трудиме да ги следиме тие трендови колку што можеме, значи се јава проблем не само во инфраструктура, значи во технолошка опрема, во кадар кој што е специализиран. Затоа во нашите библиотеки неколку пати годишно организираме разни конференции, обуки за да го следиме тој светски тренд. Ако ги прашате колегите кои што посетиле многу од библиотеките надвор од овие подрачја, може само да ви кажат дека тие трендови кај нас ги гледаме можеби во следните 10 години. Меѓутоа сепак ние се трудиме да држиме чекор со новите начини на работење на библиотеките, особено во насоките на дигитализирање, значи користење на e-ресурсите, базите на податоци кои што се уште се некако, мислам студентите или другите корисници им се познати, меѓутоа се уште не можат да ги добијат тие услуги целосно како што можат да се добијат надвор. Библиотеката е темел на писменоста.
Ако бараме одговор каде низ светот има библиотеки кои ги исполнуваат сите стандарди на читателите и новото време, веќе не мора да одиме многу далеку. Доволно е да ги погледнеме примерите околу нас. Библиотеките во Финска водат, мислам, предначат во светот според новите библиотечни трендови. Меѓутоа, не можем да се пожалим дека немаме добри библиотеки на овие простори. Така да, Националната библиотека во Загреб, Народната библиотека во Белград, потоа Универзитетската библиотека во Љубљана. Ако споменувам за овдека во Македонија, не постои која е најголема библиотека. Значи, ако зборуваме по големина, секако Националната универзитетска ги покрива најголем број од потребите за читање, меѓутоа секако и нашата библиотека не би ја занемарила, бидејќи еве ние се трудиме да, следејќи ги новите библиотечни трендови, работиме на реконструкција како на внатрешните простори, така на надворешните, воведување на нови услуги и така натаму. Јас би рекла дека развојот на која било дејност, еве, сега зборуваме за библиотекарството, е еднакво тежок како, да речеме, и личниот развој, значи бара многу труд, многу посветеност и љубов кон тоа што се работи. Пред неколку години имав можност да ја посетам Националната библиотека во Полска, на Варшава, така што би рекла дека тие се развиваат, односно се надградуваат веќе, затоа што основата им е поставена. Што значи тоа? Може би е добро и некојаш да се споредиме, да видиме докаде сме и што би требало да се преземе за да можеме и ние да се движиме во нагорна линија, во позитивна насока. Да речеме, тргнувајќи од фактот дека се тие околу 800 вработени, а ние сме 86, и дека имаат процесите им се веќе на големо развиени. Гледајќи од овој аспект и како вработена во Националната библиотека и како председател на Библиотекарското здружение на Македонија, застанувам во поддршка на процесот на развој кај нас на библиотекарството, но е многу важно првично кој стои како капа на институцијата и во ситуацијава директорката Костадинова досега за овие 12 месеци можам да кажам дека направи еден исчекор во основните потреби првични кои што се, да речеме, потребни за ова значајна институција. Така што одиме во нагорна линија полека. Секако дека е од исклучителна важност да се има стратегија за афирмација на библиотеките во општеството, но првично да се решат базичните проблеми со кои што ние се соочуваме. Тоа е, значи, вработување нови, и тоа да не се штеди во вработување на нови луѓе, обука на постоечкиот кадар овде, кој што веќе работи, и на новите кои што би дошле. Стратегијата, да речеме, скоро имав можност да присуствувам со директорката Костадинова на конференција на Европски национални библиотеки во Анкара. И таму се работи на стратегии за 4 години, кои што се разгледуваат еднаш годишно каде нешто не функционира за да може да се подобри, да се унапреди, а им се во голем дел насочени кон затоа и таа разлика малку. Значи прво базата да си ја решиме, а да, стратегијата се прави, се презема, може да се преземе и да се примени соодветно на условите во кои ние се наоѓаме. Така што би рекла дека е лесно да се направи, но малку потешко да се спроведе затоа што треба прво да се решат другите работи, основните.
Христијан Стојанов е при крај со студиите на Факултетот за библиотекарство при Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Сака да танцува, да плива, да се дружи, да чита, но и да стане библиотекар. Неговата приказна е навистина инспиративна и показател дека на патот кон големите желби не може да ви застане никој и ништо. Кога бев мал, многу сакав сликовници, а потоа одев во училишната библиотека да земам лектири, ги сакам. Книгите за историја и весници, кога требаше да одберам калкутет, кога ги видов предметите, дека во нив историја на книгите, чување на стари весници, решив да се запишам. Христијан ги сака библиотеките поради старите убави книги и весници кои може да се најдат само таму. Во училиштето каде што завршил основно Димо Хаџидимов во Скопје, неколку месеци одел на пракса во училишната библиотека. Во моето то основно училиште Димо Хаџидимов дава книги на учениците и ги редевме книгите по азбучен ред. Одењето на пракса во библиотеката за него представувало голема радост, бидејќи одблиску можел да види како се работи таму, а сето тоа било мотив плюс денес уште повеќе да го сака библиотекарството. Сакам да бидам добар библиотекар во библиотеката, браќам младенци да научам како се сечуваат старите книги и весници. Христијан за крај додава дека многу сака да чита и списанија за автомобили, историја и да памети факти. Со факултетот е при крај, па затоа му посакуваме што побрзо остварување на желбата. Работа во библиотека. Свети Климент Охридски се смета за основоположник на библиотекарството. Еве што друго откриваме за развојот на библиотекарството во нашава земја во приказна. Според податоците на Државниот завод за статистика, како и според класификацијата на библиотеките, во Македонија има национални, високошколски, специјализирани, неспецијализирани, библиотеки и јавни установи и јавни библиотеки. Значењето е огромно и да се работи кон повеќе читање. Купувањето книги не е доволно само да купувате книги и да ги редите на масичето покрај креветот, а тие да не се читаат. Значи, многу попаметно е книги да се изнајмуваат од библиотеката и поекономично, а да се чита повеќе и да се чита квалитетна литература. Училишните библиотеки одиграле голема улога во развојот на библиотекарството во Македонија. Тие представуваат преодна фаза во прераснувањето на првите читалишта во народни библиотеки. Во 90-тите години на 19-тиот век, речиси во сите поголеми места во Македонија се отворени училишта. Повеќето од училиштата располагале со училишни библиотеки во кои имало книги за учителите и за учениците. Во денешно време ние се надпреваруваме со социјалните медиуми, со YouTube, со Instagram, Facebook и многу е мало и вниманието на самите читатели додека читаат книга. Потоа се надпреваруваме со електронските изданија, со е-книгите и Kindle и читање на паметните читачи телефоните. Таа култура на читањето, печатано издание треба да се одржува и повторно да се вратат луѓето да се свртат кон библиотеките. Првата факултетска библиотека пак е формирана на Филозофскиот факултет во Скопје, многу брзо откако бил основан во 1920 година. Биле набавени книги од неколку европски земји. Фондот на книги се зголемувал и со многуте подарени книги од институции и од поединци. Така, уште првата година овој фонд броел 10.500 наслови во околу 35.000 примероци. Библиотеките се убаво посетени, морам да кажам. Највеќе се изнајмуваат лектерните изданија и се изнајмуваат повозрастните генерации, си читаат бестселери и популарна литература.
Меѓутоа треба да се работи повеќе на подигнување на квалитетот на книгите што се читаат. Значи не е доволно само да се чита, треба да се чита квалитетна литература и треба повеќе да се свртиме кон младите генерации. Младите генерации треба да се вратат кон библиотеката и да им се направи една навика на користењето на услугите на библиотеката. Исто така читалните работат многу убаво, студентите ги посетуваат, тука треба и да се подобрат и условите, нели, и да се направат повеќе читални, да не биде се сконцентрирано во градско подрачје. Националната и универзитетска библиотека НУБ Свети Климент Охридски во Скопје е една од првите институции формирана со одлука на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија, АСНОМ, на 23 ноември 1944 година, кога практично Втората светска војна се уште не е завршена. Иницијалниот фонд на Националната библиотека е од Филозофскиот факултет, односно од Централната библиотека од Филозофскиот факултет, која е отворена во 1920 година, значи пред да започне Втората светска војна. И просториите биле во рамките на стариот Филозофски факултет, кој што бил од левата страна на реката Вардар. Тамо тој фонд прво бил само наменет за студенти и професори, и негде го броел фондот од 150.000 библиотечни единици. Нашата библиотека национална брои фонд повеќе од 3 милиони библиотечни единици. Тогашната Централна библиотека на Филозофскиот факултет имала само 50 читателски места и имала 20 вработени. Сега Националната библиотека има 250 читателски места и, за жал, 86 работни места, што е многу малку за една национална библиотека, и се сретнуваме со проблеми за да не можеме тековно да ги извршуваме своите работни задачи. Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски преку својот портал dlib.mk нуди можност за дигитална библиотека, овозможувајќи пристап до различни библиографски содржини, како што се книги, ракописи, списанија и периодични публикации, статии, географски карти, ноти, научни извештаи, проекти и така натаму. Од 1991 година нашата библиотека е депозитарна библиотека за македонската продукција, значи се она што се издава во Македонија мора да се достави кај нас во нашата библиотека. Исто така Националната библиотека има една од водечките улоги, тоа е да е она и незината матична дејност. Што значи матична дејност? Тоа значи дека едукациите и обуките на целиот библиотечен кадар го обавуваме ние во две сесии, во една пролетна и есенска сесија, каде што доаѓаат сите библиотекари од државава и вршиме обуки. Функционираме така што добиваме на подарок, на размена. Тоа се начините на кои ние нашите фондови ги снабдуваме. Во нашата библиотека, освен општиот фонд, тоа се оние книги, учебници, белетристика, постојат уште и збирки. Тоа се збирка на музичка збирка, ликовна збирка, збирка на картографски карти, збирка на ретка периодика, една од збирките која прерасна во археографски центар, тоа е од почетокот на 74 година, е прерасната во археографска збирка. Тука археографскиот збирка, односно центар, има во себе се вклучени трите посебни збирки со специфичен библиотечен материјал. Тоа е збирката на старословенски ракописи, која има 275 ракописи, потоа збирката на инкунабули, исто така и овдека оваа збирка е од посебна важност
И за жал јавноста ни се случувало да кога ќе повикаме од јавноста личности да дојдат на некаква изложба која ги организираме, стварно се вчудоневидени од тоа што ние се поседуваме во оваа збирка. Јас себе може да прочитам нешто што е многу битно и што е важно. Значи имаме Струшко четвор Евангелие, српска редакција од почеток на 17 век, па имаме македонско Јусова редакција од средината на 14 век, па имаме посебно е важно Бенчевското четворо Евангелие со минијатури македонско без Јусова редакција од почетокот на 16 век. И треба да истакнам дека во 2018 година од овие некои евангелија беа како мотив да се изработат предмети. Порталот DLib.mk пред се има за задача да зачува, презентира и дистрибуира неразлични библиографски содржини во дигитална форма како дел од програмата за заштита на културното наследство и промовирање на нашата култура во јавноста. Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски е центар на дигитализација за нашата држава. Во НУП имаме процес на дигитализација на библиотечни, фонотечни материјали и добра, и тоа се врши според меѓународни стандарди и национални, нормално, стандарди и критериуми. И тоа за нас во последните 20 години не е приоритет, дигитализацијата на библиотечниве добра. Почетоците почнуваат негде во 1995 година, кога се прави првата експериментална база, за да во наредната година, 1996 година, се дигитализираат околу 20.000 страници на старословенски ракописи. Исто така во периодот од 1999 до 2000 година имаме направено 3 CD-ња, каде што се 3 CD-ромови, каде што се дигитализирани околу 1500 страници на старословенски ракописи од оваа претходно што ја спомнав археографска збирка, односно центар. До сега се дигитализирани околу 5000 библиотечни наслови од фондот на библиотеката со над 1.000.000 дигитални објекти. Од ноември 2013 врз основа на партнерски договор за соработка, DLib.mk прерасна во дигитална библиотека на Македонија. Во Археолошкиот музеј на Република Македонија се наоѓа најстарата и најголемата специјализирана археолошка библиотека во Македонија. Во овој музеј, бидејќи е специјализиран археолошки музеј, се подразбира дека ќе имаме и специјализирана археолошка библиотека. Она на што сме особено горди и благодарни на претходните генерации е ентузијазмот и зачувувањето на традицијата пред се негувањето на археологијата. Во 2024 година музеот ќе слави 100 години јубилеј, 100 години од основањето, и тоа значи дека и како и целата институција, односно музејските предмети, артефакти што се чуваат во музеов и библиотеката ќе го прослави истиот јубилеј. Меѓутоа, библиотеката поседува вистина ретки и многу стари книги. Фондот на библиотеката брои преку 6000 книги, со преку 20.000 стручни и научни трудови од домашни и странски автори. Како професионалци кои одбрале во животот да се занимаваат и животот да го посветат на археологијата, се разбира дека сме секогаш наклонети кон новите методологии и новите истражувања, меѓутоа базично сите гледаме да работиме со некоја класична методологија, од која археологијата не може да избега. Она што особено ме радува е дека во денешново време, кога веќе се оди на дигитализација на сите можни начини на комуникација меѓу луѓето, се уште пристигаат книги, значи се уште добиваме донации или успеваме да набавиме книги по пат на размена и да ја држиме се уште библиотеката отворена за надворешни посетители. Она што е, да речеме, специфика, иако сме специјализирана библиотека со над 6000 наслови, сепак дозволено е било кој од јавноста да влезе и да ги користи нашите изданија. Меѓу бројните книги се и многу ретки изданија, објавувани од почетокот на 20 век,
а најстарото од нив потекнува од 1881 година. Најстарата книга што ја чуваме овде е дефинитивно од 1881 година. Издадена е на француски јазик. Представува своевиден речник на археолошките термини. Потоа имаме неколку изданија на едно периодично годишно издание кое што се уште излегува од печат и е наречено Лане епиграфик, кое што се однесува на епиграфиката. Исто така тука некаде од крајот на 19 век се најстарите изданија кои ги имаме. И имаме уште една исто така книга од самиот крај на 19 век, а се однесува на нумизматиката. Она што е интересно е дека овие изданија се разбира дека се одамна надминати и сознанијата кои што се во нив прикажани. Меѓутоа, методологијата на археолошката наука и на сродните интердисциплинарни науки, придружни на археологијата, се состои и во проучувањето на сите постари изданија и на сите податоци кои можат некако да помогнат во склопувањето и на археолошката и на историската приказна. Се разбира дека не можеме сите книги да ги дигитализираме, меѓутоа започнавме процес на дигитализација на зборниците на археолошкиот музеј во рамките на подготовките за одбележувањето на големиот јубилеј што го споменав. Не сум сигурна дека нема да ја сгрешам првата година на објавување. Меѓутоа, иако сме новоформирана институција како специјализиран археолошки музеј, не ја забораваме традицијата на постоењето на археолошкиот музеј и на формирањето на музејските археолошки збирки. Така што во овие рамки ја продолживме традицијата и продолживме со зборник на археолошкиот музеј број 14, а претходните зборници ги дигитализираме и наскоро ќе ги објавиме на нашата веб страна. Илјадници свитоци и бесценето знаење се изгубени поради нападот на Цезар врз Александрија. Или, барем така вели историјата. Бидејќи нема археолошки остатоци, постојат само антички текстови за тоа како би можела да изгледа библиотеката. Не се знае точниот датум на незиното создавање, но веројатно било околу 300 година пред новата ера, нарачано од Птоломеј I или од Птоломеј II. Постојат одредени податоци кои велат дека библиотеката била намерно уништена, односно запалена по наредба на Цезар. Но изгледа дека вистината е малку различна. Кога пристигнал Цезар, веќе немало што да се уништува. Библиотеката била сериозно оштетена уште пред неговото пристигнување од страна на религиозните фанатици. За жал, и ова не е главната причина. Државата постепено ги намалувала трошоците за библиотеката, школарините биле укинати, а настранските научници им било забрането да влегуваат во неа. На крајот, таа едноставно била напуштена. По 2 милениуми, откако била создадена, повторно се родила Александриската библиотека, прво во 18 век, кога музеите станале модерни наследници на музеот на Александрија, потоа во 2002, кога била отворена новата библиотека Александрина. Хотелот Книжевен човек се наоѓа во Португалија. Интересно е затоа што целиот е како библиотека која што ги поттикнува посетителите да уживаат во книгите. Еве што друго ви носиме во артикулација денес. Најголемите библиотеки во светот верно чуваат над половина милијарда регистрирани дела. Библиотеката на Конгресот, ЛОК, е истражувачка библиотека која официјално му служи на Конгресот на Соединетите Американски држави и е најголема библиотека во светот, со над 167 милиони материјали, од кои над 39 милиони се книги и други печатени материјали, 3,6 милиони аудио и видео материјали, 14,8 милиони фотографии, 8,1 милион музички ноти и 72 милиони ракописи. Оваа библиотека е достапна и дигитално. Британската национална библиотека, British Library, е втората најголема библиотека во светот според бројот на материјали. Незината колекција вклучува над 150 милиони материјали. Руската државна библиотека, која се наоѓа во рускиот главен град Москва, има статус на државен архив, кој вклучува 43 милиони дела и архивски материјали. Библиотеката е основана во 1862 година,
додека покрај на руски јазик поседува документи на 247 различни јазици. Библиотеката, позната и како Ленин, вклучува и колекција од специјални мапи, музички, аудиоматеријали, ретки дела и научни трудови дизертации. Шведска има така наречена пловечка библиотека, која им носи илјадници книги на луѓето од околу 23 пооддалечени острови околу Стокхолмскиот архипелаг, и тоа го прави 2 пати годишно. Секоја пролет и есен, почнувајќи од 1953 година, службата на Стокхолмската библиотека изнајмува еден брод во период од една недела, ја полни со книги и посетува околу 23 населени острови. Покрај ова, Шведска има и книжевни автобуси кои им носат книги на луѓето во руралните заедници. Многу личности имаат импозантна бројка на фантастични книги во своите лични библиотеки. Па така ќе споменеме Мерлин Монро, која што имала 437 книги, Џорџ Вашингтон кој имал 1200, Опра Винфри 1500. Колку книги брои вашата библиотека? Ова беше се што ви подготвивме во ова издание на Приказна. Довидување.